Кај дел од повредените во дискотеката Пулс кои биле со полесни повреди, третманот на лекување е целосно завршен. Ова се првичните проценки од реавулацијата која во изминатиот период ја направија специјалисти од Општата болница во Кочани и клиничките центри во Скопје. Извештајот се уште се изготвува, пошто ќе биде доставен до Министерството за здравство. Претежно тоа се млади луѓе кои краткотрајно биле хоспитализирани и имале полесни повреди. Од страна на Кочанската болница биле повикани сите пациенти кои се јавиле на првата евулација, но сега се одзвале само 143 од повредените. Тоа е, пак ќе речам, еден динамичен процес каде што не престанува, значи ние не ги оставаме, не се заборавени, значи следењето се континуирано и во однос на тоа понатака како ќе биде следењето, кои од нив имаат потреба да бидат следени од пулмолог. Значи ќе треба да ги превземат колегите од пулмологија. Оние што имаат потреба од третмани на лузините во смисла на само корекција од дерматолог ќе бидат исто така превземени од клиниката за дерматовенерологија. Во моментот во Кочанската болница на физикална терапија се 20 до 30 повредени пациенти. Дел од нив кои веќе се вратиле на работа или училиште, продолжуваат терапија и во Штип, како и во градската болница 8 септември и во клиниката Козле во Скопје. Директорката Мирчевска појаснува дека оние пациенти кои ќе имаат потреба од корекции на лузни на телото или лицето во странство, одлука треба да донесе лекарски конзилиум. Специјалисти од одредени области ќе бидат донесени во Македонија или повредените би биле испратени во нешто што не може да се направи кај нас, би биле испратени и во кои центри би биле испратени, пак ќе зависи од тоа. Значи ќе треба, доколку се одлучи, ќе треба да се контактира соодветниот центар, дали ќе може да го прифати, значи сепак е тоа малце посложен процес. Во процесот на лекување и рехабилитација на повредените, македонските здравствени власти вклучија специјалисти по физикална терапија од Велика Британија, како и пластични хирурзи од Белгија. До крајот на месецот е планирано специјалистите од Белгија повторно да дојдат и да извршат нова евулација со која ќе се утврди понатамошниот тек на лекувањето. Особено внимание се посветува и на пациентите со пулмолошки повреди од вдишувањето на чадот, кои се лекуваа во специјалната болница за белодробни заболувања Јасеново.